Изворедно сум позитивно настроен кон сите овие процеси кои што ги започнавме како коалицијско форматирање во третиот пат. Македонија одново се наоѓа на раскрсница. Македонскиот народ одново е исправен пред сериозни предизвици, пред носење на историски одлуки не само за својот иден развој, но и за својот опстанок како државотворен народ во својата татковина Македонија. Предизвиците се огромни, но морам да кажам дека и заканите се исто така огромни. Од тука, ова коалицијско форматирање во коалицијата Храбро за Македонија, предводена од ГРОМ, Граѓанска опција за Македонија и Интегра Македонска конзервативна партија, ПСЕР, партија за целосна емансипација на ромите, очекувам да стане зачеток на нешто ново кое понатаму ќе расте и по концентрични кругови ќе го освојува третиот нов пат во Македонија, кој ќе биде одговор на неуспехот на двете доминантни владијачки гарнитури во сите овие изминати 30 години. Од тука нашата визија и нашата мисија е да престориме Македонија во богата и просперитетна држава. Богата и просперитетна не може да биде Македонија ако не сте богати и просперитетни сите вие, секоја индивидуа. Јас велам често пати, но ова свето парче македонска земја мора да биде богата и просперитетна ако сакаме државата да е силна и моćна. Немате богата држава исто така ако немате образована нација. Немате богата држава исто така ако немате здрава нација. Од тука тие три компоненти на просперитетот, материјалното богатство, образованието и здравството ќе бидат силен фокус на оваа коалиција во престојниот политички ангажман. Генералните цели ги таргетираме во 4 темелни сегменти. Првиот сегмент е се порастечката сиромаштија во Македонија. Нешто на кое што никој досега нема даден одговор. Како коалиција имаме извореден одговор во тој дел. Тие социјално ранливи категории на граѓани, кои што во еден посебен закон ќе ги дооформиме, кој се ќе влезе во таа категорија, се должност на државата да истори финансии во нив. Значи, се што не може да се грижи за себе, државата е таа која што мора да подметне рамо, да подаде рака и да се грижи за нив. Од тука, значи, справувањето со растечката сиромаштија ќе го таргетираме со иновативни стратегии и политики, со изворедни мерки и инструменти на политиките, кои што сега во оваа прилика, пошто е протоколарно, нема во детали да ги соопштуваме, но во изборната кампања ќе ги соопштиме во сите детали и ќе ги изненадиме нашите политички противници и конкуренти. Вториот сегмент на кој што ќе работиме, да создадеме материјална основа за да може да го покриеме првиот сегмент и првата генерална цел, а тоа е ќе ги таргетираме микро, малите и средни предпријатија, нормално и крупниот бизнис, затоа што тие се тие кои што го создаваат материјалното богатство и ново создадената вредност во една држава. Микро, малите и средни предпријатија и во моментов, а и години наназад, се грото од ново додадената вредност мерена преку бруто домашниот производ на годишно ниво, но исто така тие си и грото, да не речем повеќе од 2/3 од вкупните вработени во Македонија, тие кои што во суштина го хранат, нели, овој сегмент на ново додадена вредност преку бруто домашниот производ. Ке имаме иновативни мерки, државата ќе мора да се рационализира и да се ослободат фондови со кои што ќе се создават услови да се поттикне творечкиот потенцијал на секое семејство, на секоја индивидуа да отпочне свој бизнис и да создава нова вредност согласно, нели, својот лидерски потенцијал во тој сегмент. Преку растаретување со даноците, ќе имаме и намалени стапки на даноци, ќе има и нулта стапки на даноци, регресивни стапки на данок, но ќе има и негативни стапки на данок, што е еден извореден либертаријански модел во овој дел за таргетирани стратегиски прехранбени производи или клучни стратегиски производи за кои што ќе процениме во текот на водењето на владините политики. Третиот сегмент, секој поединец во државата очекува сигурност и безбедност. Значи, секој пред спиење и побудење очекува да се чувствува сигурно и безбедно. Оти ако немате сигурност и безбедноста, вас ви ограничена слободата, а немате ли слободата, вас ви ограничен творечкиот потенцијал. Од тука, ако сакаме да го поттикнеме творечкиот потенцијал, ако сакаме да ги зголемиме сите видови на слободи, ние ќе мора да имаме безбедна и сигурна татковина.
тоа значи дека ќе имаме цврста македонска армија, тоа значи дека ќе имаме сериозен внатрешен безбедносен систем на кој што ќе нема одговор ниту едни екстремизми, било да се однатре, било да се од соседството. И четвртиот, последен, но не помалку важен сегмент е она што го боли душата на мојот народ. Овој народ или ќе влезе во Европската Унија и во западните просперитетни нации, богат, просперитетен, достојствен, но горд пред се, со исправена кичма, со гордо крената глава. Затоа мора да го направиме пред се богат, сигурен и безбеден во својата татковина. Јас очекувам дека нацијата ќе ја препознае оваа наша визија, ќе ги препознае нашите генерални цели. Очекувам дека околу коалицијава Храбро за Македонија ќе имаме голема подршка во делот на неопределените, кои што се во овој момент 53%, ќе сториме се да ги поттикнеме, да ги анимираме. Тоа ќе бидат и нашите цели во заедничката и председателска кампања и парламентарната кампања. Иначе, ние од самиот старт ја поддржавме кандидатурата на господинот Стефчо Јакимовски за председател на Македонија и наметнавме на вистина еден моćен аргумент во тој процес. Станува збор за една антисоросова политика, една антиимпериалистичка, една антиглобалистичка, антинеолиберална политика, која што 32 години го толчи овој народ, го обезличува овој народ и обезличува татковината, едноставно ја таргетира државотворноста на македонскиот народ. Но, со тоа ги обезличува и го нарушува достоинството и на сите наши останати сограѓани од останатите етнички заедници и останатите малцински етнички групи. Јас очекувам дека нацијата ќе препознае дека наспроти нашиот кандидат за председател имаме Соросови кандидати кои што ништо ново нема да понудат на политичката сцена. Тие у суштина ќе терат истата политика на обезличување на овој народ, на омаловажување и обезвреднување на татковината Македонија и во наредниот период. Ако сакаме да направиме богата, моќна и просперитетна Македонија, ќе мора да го поддржиме господинот Стефчо Јакимовски за председател, ќе мора да се поддржи оваа коалиција ако сакаме промена на политичката сцена на Македонија, ако сакаме народот да се крене и да препознае оваа визија и партнерски заедно секој во својот лидерски капацитет да направи пресврт и во семејството, и во работните средини, но и сите заедно во татковината Македонија. Ви благодарам. Сега му давам збор на